Периодот кој што е до нас, слушнавме за реконструкција на спортската сала во општина Куманово. Во однос на ова прашање што ќе го поставам, сакам да дадам појаснување. Се работи за кров кој што е составен дел бакар, дел азбестни плочи. Од тука бакарот се вели дека е во количина околу 14 или 15 тони, и тоа пресметано во сума од 50 до 60.000 евра, и азбестни плочи исто така преден и заден дел поставен на кровот. Сакам да прашам дали е планирано и каде ќе се транспортира овој опасен отпад на азбест, дали во тендерот има услови, фирмата која што го добила има услови за исполнување на тендерската спецификација, затоа што станува збор за отпаден отпад кој што е канцероген и треба да има посебна дозвола за дислокација на овој отпад. По 2 децении успеавме да ја вратиме спортска сала во надлежност на општина Куманово, благодарејќи на соработка со Агенцијата за стопанисување со спортски објекти и владата ги раскинавме претходните договори со поранешните концесионери и фамозното спортско друштво ДТУ Партизан, кое што од овој објект, од најпрестижниот објект на градот, направи една руина и е во таква состојба каква што е. Имавме можност, согласно апликациите кои што општина Куманово ги поднесува преку дирекцијата за развој на регионите, да аплицираме преку североисточниот плански регион, значи средства кои што секоја година редовно следуваат на општина Куманово за развој на региони, аплициравме и добивме поддршка и веќе сме во фаза на воведување на избрана фирма да отпочне со реконструкција на самата спортска сала. Нормално е првата фаза е целосно менување на кровната површина. Постоечката кровна површина, како што рековте, е изградена еден дел од бакарна покривка и најголем дел од азбестни табли кои што се канцерогени и кои што ќе бидат сменети. Фирмата изведувач има соодветна лиценца за управување со ваков тип на материјал и истата има обврска согласно позитивни законски прописи да ги депонира на соодветна локација за да истите бидат уништени, за да не најдат повторна примена во градежништвото, додека по однос на шпекулациите за количината на бакарната покривка која што се наоѓа на салата, општина Куманово има формирано комисија од стручни лица кои што во соработка со изведувачот треба да излезат на лице место, да ја утврдат вкупната точна квадратура на оваа покривка, бидејќи се работи за материјал кој што има пазарна вредност. Истиот ќе биде уредно складиран на локација во близина на спортската сала, а тоа е градскиот базен Куманово, бидејќи се работи за бакарни ленти со точно претходно утврдена квадратура, ќе бидат уредно депонирани и одлуката за понатамошната судбина на овој материјал ќе биде донесена од страна на општина Куманово. Дали јас би бил пресреќен доколку истиот тој материјал може да се искористи
за препокривање на некој друг објект. Доколку не, согласно пазарната вредност, ќе се утврди вкупната пазарна вредност и по пат на јавно надавање ќе биде отуѓен и тие средства ќе се слеат во буџетот на општината. Не се работи сигурно за 16 тони материјал. Мојата информација првична е дека се работи негде околу 2500 квадратни метри. Нека ме коригираат градежните инженери кои што се тука, кои што имаат увид во состојба на овој објект, 2 до 2500 квадратни метри бакарен лим, кој што ќе биде уредно складиран и многу внимателно ќе биде откриена спортската сала, согласно градежниот проект кој што претходно општина Куманово го има изготвена, а фирмата Ген го има проектирана, за што ние како општина платиме некаде околу 2 милиони денари. Така да нема апсолутно да дозволам и будно ќе ја следам работата на спортската сала во Куманово. Планирано е согласно новиот проект истата да биде препокриена со соодветни сендвич панели, огноотпорни панели кои што се користат во најсовремените стандарди при изградба и покривање на ваков тип на спортски објекти. Вие шпекулирате со податоци. Земете квадратен метар на дебелина од 2 мм по специфична тежина, пресметајте ја тежината на материјалот. Знаете ли што се 16 тони? Целата кровна конструкција не може да издржи такво оптеретување, како што вие изнесувате овде податоци. И затоа шпекулирате со јавност. Во 2500 квадратни метри не може да имаме тежина на одреден материјал од 16 тони, бидејќи статиката на тој објект не трпи такво оптеретување. А дополнително по тој материјал има и други изолациони и друг тип на градежни материјали кои што веќе се вградени во таа сала. Зошто така шпекулирате? Зошто ја заведувате јавноста во заблуда? Се работи за 2 до 2500 квадратни метри материјал, кој што уредно ќе биде складиран. И ако имаме можност, ќе се искористи за покривање на одреден друг објект во градот. Но се гледа интенцијата и тенденцијата од вашите поставени прашања дека исклучиво се служите со шпекулација и манипулација со јавност.